сега кај мене, кој ќе го видат каналот, нема да видат многу видеа заради хакирањето. Да, јас отворив, вика 4 months го, па вика 1 year го. Да, ама сакам да кажам дека претходно кога биле 460 видеа, 500 видеа, тие веќе ги нема заради тоа што бевме хакирани и ни ги избриша видеата, да. Колку сега? Има барем 100? Сега не, сега има 30 на видеа. Сите стари видеа, значи кога сме биле хакирани, да, ги нема. Да, добро, ја те памтам од таа ера на GP, на Стефонатор, на Иван Ајнштајн, и он гостуваше. И да, и баш ги имам гледано тие видеа. Сега ние сме тука негде генерацијски, меѓутоа тие те си снимал, јас сум бил како чекај да видиме кој си, што како си. Како што сум бил јас исто. Па да, и интересни ми биле, па и сега искрено не сум отворил во поново време, меѓутоа тогаш кога ги гледав, интересни ми биле и влогчињата и све тоа. Да. Моментот е додека да си најдиш некоја насока во која ќе се движиш. Јас, например, сега дојдов кај вас, ама некој што, да речем условно кажано, се на почетокот и кога уште размислува што да прават, што да се снима. Да. Можеби и грешно ти да му поможеш. Иако може тој ќе те кани, ти ќе го одбиваш или ќе го одолговлекуваш тоа. Ама јас тоа сум го правил, затоа што јас мислам дека е поправилно. Кога гледам од моја гледна точка како јас сум снимал видеа, како сум се пробил, затоа што ако некој што снима и уште на почеток и, например, нема доволно изградено некоја патека по која ќе се движи, со твоето гостување може да, например, да донесиш публика, што може во иднина кога тој ќе се пронајди во содржината што сака да ја снима, да не му е соодветна. Да. И затоа, например, многу често чекам да се стабилизира, да фати некој правец, да си ја собери публиката за тоа што ќе прави и после да му гостуваш ако се совпаѓаш со интересите на публиката. Меѓутоа, ти виде кај нас некој потенцијал, па затоа рече, ајде... Да, јас го гледав видеото со Иван. Добро. И немав многу искрено гледано, ама тоа видео го гледав и беше супер. Беше окей, си викаш, зашто да не ја? Да. Супер, мило ми е баш што дојде. Да, тоа што викаш, ние уште немаме изградено, мислам, нашиот канал се базира на подкасти, меѓутоа во последно време нешто почнавме и со влогчиња, па некогаш ще мислиме дали влогови поише, дали подкасти поише, меѓутоа од почеток решивме дека ќе биде ова подкаст канал, па затоа поише се базира на подкасти, меѓутоа доколку видиме повеќе резултати, доколку публиката, да речеме, сака повеќе влогови, дефинитивно зашто да не снимаме повеќе влогови. Што ќе каже публиката тоа? Така е секогаш, и така и ќе биде, и така и ќе остане, ќе биде. Треба да си го слушам и јас, треба тој совет ти барат да возиме точаци, да, возење точаци. Значи точаци ќе возиме. Па, колку има време, да. Затоа што, и ти кажав и претходно, јас имам работено со деливери, со точак, плюс и искрено цел живот сум на точак, дури на школа имам идено со точак, средно и основно. Да. Така да знам како е меракот за возење точак. Да. И по цели распусти и лета, и баш натака иде муабетот, така да ќе почнеме така некако, да кажеш нешто за доаѓаш од Битола. Сега, помал град од Скопје, ама не толку мал, да кажеме. Да, втор, трет по големина и сега зависи. Да, зависи кој како гледа. Некој гледа население, некој гледа... По население или втор или трет, зависи сега Куманово, не знам колку има. Да, меѓутоа, сакам да кажам... По големите, да, граде. Доаѓаш од поголем град, да кажеш како си живеел таму, детството, мислам, ти се уште живееш таму, у Словенија само студираш, ама... да кажеш, некој... Детството таму... Истото горе-долу друштво што сме снимале видеа, сме се дружили заедно. Сега има и други деца од страна што, например, не биле во видеата, ама што сме се дружеле. Иначе, класично, предзграда, со точаци, значи со точаци ние возиме уште пред да се прат видеата, да. Се и се што, сега да се сетам вака нешто. Баш вака со видео ќе ти вратам можда и некои мемории. Да, ама претежно предзграда, нешто што
било актуелно тој период, сме играле војни, значи мојата населба против друга населба, па со пиштоли, со пушки, па карање, тепање, и таков период беше. Можеби са многу велат, тоа е последната генерација што така растела, не знам како. Јас мислам и денес има деца што слично си живеат, поготово не знам сега Скопје, тоа може и да и од град до град да варира, ама Битола мислам дека има уште такви генерации. За Битола мислиш дека е се уште така? Да. Па види, јас за Скопје искрено ние имаме како деца вака од мало, тие што ме знаат за кој мало зборам, имаме играно, претежно имаме играно спортски игри, фудбал, кошарка. Фудбал да не правиме муабет. Да, кошарка поредко, ама фудбал исто имавме тимови, како што имавме војни помеѓу населбите. Така и екипи. Така и екипи, значи војна на различни категории. Војна и во фудбал, војна и во тепање.